секи ви биде јасно, ова се настаните на неделата. Македонските граѓани можат да спијат мирно. Пред почетокот на Третата светска војна го имаме вториот човек во единствената воена алијанса во светот. Нас ке не чува никој друг, туку Радмила Шекеринска, вистински човек во вистинско време. Како што досега ги бранеше интересите на Македонија, така веруваме ќе ги штити интересите на НАТО во клучните моменти за светот. Шекеринска не е од вчера во македонската политика. Граѓаните добро ја знаат, а најпозната е по 3 работи. Бомбона бизнисот со ЕВН, најкатастрофалниот пораз како лидер на СДСМ во 2008 година, рекорд кој се уште не е урнат, и порушењето на државните институции со незиниот другар Зоки за време на шарената револуција. Тогаш Рада и Зоки заедно фрлаа боја по Министерството за правда и си ракоплескаа за секој успешен обид. Но не е само тоа од нашата Рада Прада која љуби луксузен живот. Таа е позната и по дружбата со Бојан Јовановски во неговиот дом, заедно со Катица Јанева. Рада не можеше да демонтира дека не одела кај Боки дома, особено откако неговата чистачка на суд под заклетва потврди дека ја видела таму. Тогаш вториот човек на НАТО рече дека била нагости кај Боки, ама дека разговарале за законот за јавно обвинителство. Одиме понатаму. НАТО може да биде горд што го има првиот заменик генерален секретар кој се сликал под знамето на терористичка организација. Легендарни се изјавите на Шекеринска дека нема да има семејство без ниту еден редовно вработен и дека за 6 месеци ќе добиеме датум за почеток на преговорите со ЕУ. Ќе ти објаснам како можам да се изборам Македонија за 6 месеци да добие датум за преговори од Европската унија. Затоа Шекеринска е вистинскиот избор за втор човек на НАТО, ако се знае кој ќе биде неизин шеф. Таму повеќе сакаат такви што може да им завршат работа, без разлика колку ги сакаат, односно не ги сакаат дома. Предпоставен на Шекеринска е Марк Руте, довчерашен премиер на Холандија, кој дома има рейтинг скоро колку наша Рада. Руте е добро познат во Македонија затоа што дојде да ја спасува владата на Заев, која беше спремна да падне среде короната и кога беа обезбедени потписи. И тогаш на сцена стапува никој друг, туку сегашниот прв човек на НАТО, кој среде ноќ дојде во Скопје и го испрати кај пријатели пратеникот Кастриот Реджепи, кој не се појави на гласањето во собрание. Сосема случајно, Реджепи е поранешен кадар на холандската амбасада во Скопје. Руте после стана најбољи другар со Заев, па заедно гледаа фудбал во Амстердам, а знаеме колку наш Зоки се разбира во фудбал. Затоа на Шекеринска може само да и посакаме со среќа да си ги троши 9000 евра месечна плата и да донесе мир во светот. Случајот со убиството на Вања и Панча станува се покомплициран. Обвинетиот Владко Кешишов пак го смени искасот дали Палчо е убиецот. Првично тврдеше дека Палчо спиел во партијата и дека нема врска со убиствата, додека вчера си го поби сопствениот исказ. Сега тврди дека додека се возеле во комбето, Палчо му дал текст на лист хартија што треба да го напише со негов ракопис и дека тој под притисок се согласил лажно да сведочи. Обвинителството ќе има тешка задача да докаже дали Палчо е убиецот, зашто тврдат дека имаат докази и пиши бриши сведочењето на еден од обвинетите. Без разлика што говори Кешишов, она што е јасно дека не е пронајден пистолот со кој наводно Палчо пукал во Вања и Панче. Згора на тоа не е сигурно дали се земени парафински ракавици од останатите обвинети. Со други зборови ги ослободија од одговорност за пукање без да обезбеда докази. Палевски уште додека се криел или лечел во Турција се сомневал дека го мести поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. А знаеме дека Оли не е по такви работи да намести некого. СДСМ одржа конгрес. Председателот Венко Филипче им се заблагодари на неговите предходници Заев и Ковачевски дека ги жртвувале политичките кариери за Македонија да стане членка на НАТО. Мо, ако за жртва се смета да шитнеш име на своја држава, тогаш Зоки наш навистина е страдалник. Фани Карамфилова Пановска од Сорос институтот е нов заменик председател на СДСМ. Оваа нели независна беше и со независноста се претера. Македонија може мирно да спие. Пред почетокот на Третата светска војна нас ке не чува новиот заменик генерален секретар на НАТО. За убиците на Панче и Вања, пак не сме сигурни дека сонот ќе биде мирен.